Овие фотографии се потсетник дека во Охрид ватерполо се играло уште пред 7 децении. На оваа фотографија од 1958 година се ватерполо тимовите на Охридски бранови и работнички од Скопје направена непосредно пред нивниот надпревар на градското пристаниште, но за разлика од тогаш ватерполото денес е целосно замрено. Сепак, група влюбеници во овој спорт организираа ревијален ватерполо надпревар на кој учествуваа некогашни ватерполисти од Скопје, Струга и Охрид. За таа цел на градското пристаниште беше поставено монтажно ватерполо игралиште. Во идејата ние да ги поттикнеме младите, да се вратат во нивните спортови, воедно и ватерполото своевремено баш овде на оваа локација беше градско пливалиште. Се пливаше, значи секој сабајле имаше околу 200-300 деца кои доаѓаа на тренинг. Секој поручек се играше ватерполо. Така да беше една прекрасна слика за градот, интересно за младите, доаѓа, постоеше голем интерес. Паскали подсетува дека ватерполото во Охрид се играло од 1947 година и толку голем бил ентузијазмот што топки се набавувале дури од Италија. Топките беа кожни, па ги мачкавме со паркетна маса. Па не дај Боже во вода, ако ќе беше водена tudri поглатешко тебе. Штета не зачувавме една како спомен. Најголемите успеси ватерполото ги има во 70-тите и 80-тите години. Потоа пливалиштето кај сегашното пристаниште било демонтирано, па некое време имало надпревари на отворениот базен. 1974 година тука имам последен пат играно ватерполо на пристаништето тука. Од оваа страна имаше трибини, па претпоставуваме едно 700-800 луѓе се собираа на надпревар, посебно кога ќе играе Охрид и Струга ватерполо, тоа беше своевиден спектакл и беше преубаво. Менкиновски жали за убавите времиња, но се надева дека некои нови генерации ќе ги наследат. Ватерполо екипата на Охридски бранови имаше пионерски тим, имаше младински тим, имаше сениорски тим, се такмичевме во тогашна втора југословенска лига, што беше навистина сериозна една екипа. Од тогаш некако замре пливањето. Зборувам, значи 90-тите години беа последните издисаи на пливањето и ватерполото и овие 20 на години, 30 да не речам скоро, има некој застој. Главна пречка зашто ватерполото во Охрид повеќе не се игра активно е што нема затворен пливачки базен. Истиот се гради веќе 10 години. Значи затворен базен постоеше во Инекс Горица, 72 година имаше првенство двумеч Југославија, Шпанија. Чи вие не можете да направите да негувате спорт ако ги немате условите. Значи основно е за пливањето да имате базен. Значи секој спорт бара целогодишен ангажман, не можеш ти со 2 месеци. Ние Охрид ако се стоплит, ако дува ветер, не можеш. Но идејата е ватерполото во Охрид да се игра секоја лето. Настанот годинава се поклопи и со одржувањето на првиот Охрид Water Festival. Преку фестивалот на овој начин сакаме да го промовираме ватерполото како спорт и да во следните години имаме турнири кои што ќе се од голем меѓународен карактер, кои што ќе се во рамките на ЛЕМ. Инаку клубот Охридски бранови, кој е формиран во далечната 1932 година, бил и првиот шампион во ватерполо во независна Македонија. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.